Денеска пред вас се обраќам како мандатар за состав на нова преодна влада за спроведување на избори на претеници во Собранието на Република Северна Македонија. Предлогот за состав на оваа влада се резултат на постигнатиот политички договор за организирање на предвремени парламентарни избори, а во насока на примена на одредбите од Законот за влада. Нашата држава се наоѓа во исклучително значаен период, кога се очекува непречено функционирање на сите институции на државната власт. Ова е време кога е потребно да се организираат фери демократски избори, но и да се завршат потребните активности за полноправно членство на нашата држава во Северноатланската алијанса и да се следат одлуките на Европскиот совет поврзани со почетокот на преговорите за членство во Европската унија. Токму затоа честа, но пред се одговорноста да се предводи владата во овој период за мене представува силен предизвик, но и голема лична, професионална и политичка одговорност да се даде максимумот за доброто на граѓаните и за развојот и напредокот на Северна Македонија. Владата ќе овозможи континуитет на функционирањето на институциите, на владењето на правото и демократијата и организирање на фер и демократски избори, преку кои демократската волја на граѓаните ќе се изрази во нова политички легитимна влада која ќе ја предложи и ќе продолжи да ја води Република Северна Македонија на вистинскиот пат како членка на НАТО и како членка на Европската унија. Очекувам дека составот на овој парламент ќе биде токму тој кој ќе има честа да го верификува историското исполнување на една од најважните стратешки цели, а тоа е членството во НАТО. Повеќе од 2 децении траеше патот кон членството во НАТО и навистина очекувам дека сите мудри и разумни политички одлуки кои ги преземавме во изминатите неколку години ќе бидат во насока на остварување на деценискиот стремеж и волјата на огромното мнозинство на македонски граѓани да живеат во земја како членка на НАТО. И покрај бројните реформи на евидентниот напредок кој е констатиран во извештајот за напредок на Северна Македонија, се уште не достига датумот за отпочнување на преговорите со Европската унија. Остануваме одлучни на патот кон реформите за прилагодување на домашното законодавство со законодавството на Европската унија и уште посилно да работиме на реална и вистинска имплементација на европските стандарди во македонското општество. Ќе продолжиме да ги градиме капацитетите за водење на преговорите за членство, да ги исполнуваме високите стандарди со примарна цел за подобар живот на граѓаните на Република Северна Македонија. Мора да се истакне и одговорниот пристап во спроведување на реформите во правосудството, како дел од одлучната и неселективната борба со организираниот криминал и корупција, а за јакнење на владењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите. Владата ќе овозможи сите институционални, материјални и севкупни услови потребни за работа на јавните обвинителства и судовите, преку кои стои огромна одговорност за расчистување на криминалот од носители на јавни функции без разлика на нивната политичка определба, како и за борбата против организираниот криминал и злоупотребите од минатото. Целта на владата е создавање медиумски простор за непристрасно и објективно информирање на граѓаните, бидејќи само вистински информирани граѓани можат слободно да донесат одлука за иднината на својата држава. Слободните медиуми кои известуваат независно, непристрасно и професионално се гарант за развојот на демократијата во општеството и чуварот на слободната мисла. На крајот дозволете ми да ги повикам сите членови на преодната влада, кои денеска ќе бидат избрани, достоинствено, гордо и со интегритет да ја извршуваат својата функција за доброто на граѓаните на Северна Македонија. Во мене секојаш ќе имаат партнери и поддржуваат за таквите политики.